вчера продолжи уништувањето на спомен обележјата низ главниот град од страна на демонстрантите од така наречената шарена револуција, организирани од невладени организации и здруженија, поддржани и од опозицијата. Како што може да се забележи позади мене, по вчерашниот протест демонстрантите со црвена боја оставија порака на која што пишува Илирида на споменикот паднати херои за Македонија во паркот Жена Борец во центарот на градот, иако овој споменик е од исклучително значење за Македонија и македонците, сепак ете и тој се најде на мета на демонстрантите. Освен овој споменик, изминатиот период цел на протестантите од шарената револуција се речиси сите спомен обележја на македонската историја и култура, на македонски револуционери, борци, како и историски и видни личности. Кај јавноста и на социјалните мрежи во меѓувреме се појавија и жестоки реакции за тоа што, за разлика од уништувањето на овие споменици, ниту еднаш не е осквернавен никакво спомен обележје од албанската историја и култура. Како што веќе е познато, и албанското радикално движење БЕСА се приклучи на протестите кон шарената револуција. И покрај тоа што викендов градските власти на град Скопје организираа фирма за чистење на спомениците, сепак демонстрантите секојдневно продолжија со боење и уништување на многу институции и објекти. Мета постојано е Порта Македонија, која што представува сублимант на целата македонска историја и култура. Освен Порта Македонија беше со боја фрлано и по Министерството за култура, владата на Република Македонија, исто како и Собранието, Агенцијата за медиуми и уште многу други институции. Исто така се огласија изминатиот период и многу видни историчари и уметници кои што апелираа да се престане со уништувањето на македонските спомен обележја, но засега очигледно демонстрантите немаат намера да престанат со боењето.